Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50-60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Бидејќи ова е прва емисија во 2013 година, на почетокот би сакала да ви посакам многу здравје, многу среќа, многу љубов и многу успех, добра година и само убави работи да ви се случуваат, почитувани гледачи. Тема на ова наша вечерашна емисија е една политичка криза, две политички кариери, Бранко Црвенковски и Никола Груевски. Постојава политичка криза која може да трае 1, 2, 3, 6 или 12 месеци. Еден од нив двајцата може да ја заврши политичката кариера, може би двајцата ќе завршат политичката кариера или пак двајцата ќе останат типа натаму на чело на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Сето тоа ќе зависи, почитувани гледачи, од тоа како ќе одиграат својата партија шах. Една политичка криза, две кариери, Бранко Црвенковски и Никола Груевски, кој ќе излезе според вас ко победник од оваа политичка криза? Тој што подобро ќе одигра ова партија. Тој што ќе игра подобро партија шах. Да. Имате ли чувство дека Црвенковски помалку личи на Ѓоргиевски со барање за бојкот, а Груевски помалку личи на Црвенковски со тоа што не прифаќа бојкот, или ние ќе одиме на локални избори? Бојкотирале, не бојкотирале, ние ќе одиме на локални избори. Ја Васко мислам дека се е тоа дел на така преку медиумски преговори и препукувања и мерења на едниот со другиот. Реално мислам дека кај нас варијантата со бојкот на локални избори е крајната варијантата која на ниеден од нив не би им одговарала, затоа што би била штетна и со последици. За различните страни на различен начин ќе бидат штетните последици, но во секој случај штетни последици ќе има. На Бранко Црвенковски му одговара во пакет локални и предвремени парламентарни избори, за да може изборната битка да ја води како референдум за гласање доверба или недоверба на македонската влада и како второ, евентуално ако ги изгуби локалните избори, во периодот кога го организира партискиот конгрес, кој е најавен, дали ќе се одржи, ќе видиме во мај оваа година, Никола Груевски во тој меѓупростор да му организира предвремени парламентарни избори и на фонот на одредена апатија на СДСМското членство да извоје победа и на евентуални предвремени парламентарни избори. На Никола Груевски му е важно да има само локални избори на 24 март, за да може со евентуална победа на тие избори да го натера Бранко Црвенковски да има еден многу тежок конгрес во мај, на кој Бранко Црвенковски ќе се обиди да добие уште 4 години мандат да владее со СДСМ и после тој конгрес, ако евентуално успее да му нанесе одредена политичка хаварија на Бранко Црвенковски, дури потоа да оди на евентуални предвремени парламентарни избори или што е најважно, дури после тој евентуален конгрес на СДСМ во мај ова година, кој тешко ќе помени за Бранко Црвенковски и Никола Груевски доди во процес на решавање на името на државата. Вие сте лидер на СДСМ. И тие 370.000 луѓе кои пред година и пол дена гласа за вас, од вас очекуваат одговор како ќе победите на следни избори. Не. А не се извинувам. А не колку е штетна политиката на Никола Груевски, не се извинувам. Па тие гледаат колку е штетна политиката на Никола Груевски. Тоа што тие го очекуваат од Бранко Црвенковски. Како после најголемиот митинг кој го направивте пред 3 недели, последните 5 години, 50 до 70.000 луѓе излегоа на Скопскиот плоштад, тој очекуваат одговор од вас. Како Бранко Црвенковски во март на локални избори, може би ќе има и предвремени, не знам, но на локални избори ќе има еден глас повеќе од Никола Груевски. Како влада Никола Груевски, тие луѓе си кажа? Прашањето е како вие ќе победите на следни избори и тоа го очекува јавноста од вас и го очекува вашето членство. Океј, ја мислам дека е погрешно поставена тезата, бидејќи ова се што го кажавте важи и функционира во нормална парламентарна демократија. Една власт или коалиција е на власт, други се во опозиција. Која е формулата опозицијата да ја победи власта? Македонија не е демократска држава. Во Македонија е на сцена режим кој што поклопи све, злоупотребува све, се користи со удбашки методи во битка против опозицијата и не само против опозицијата, против граѓанскиот сектор, невладините организации, против секој оној кој што има поинакво мислење, против најлегитимен штрајк во една област, например сега гледаме штрајк на лекарите, ги узурпира синдикатите и стопанските комори и не е воопшто битно, тоа во повеќе наврати сме го говорил. Помалку е битно дали СДСМ ќе победи. Следнава битка нема биде битка за власт на одделни партии. Тука ќе биде дали ќе успееме да ја вратиме државата на базичните принципи на демократијата, слобода, да ја вратиме нормалноста во Република Македонија. Тоа е и причината, основната причина и нема друга, зошто се формираше толку широка опозициона коалиција, која што е шарена меѓу себе, со тешки товари од минатото, со
меѓусебни кавги, критики, навреди и така натаму. Меѓутоа, Македонија, за да може да се создаде амбиент, да се води нормална политичка битка, па народот на слободни избори, според волјата на граѓаните, одлучува дали некоја партија од левицата или од десницата ќе биде на власт, да се вратиме на основните начела, за кои што јас се надеја дека 90-та година се изборивме и никогаш повеќе не ќе бидат доведени под прашање, меѓутоа, за жал, денеска се соочуваме со токму таква ситуација. Добро, мисли дека народот ова не го знае? Не го знае дека ова е недемократска власт? Не го знае дека ова власт се служи со удбошки методи? Не го знае дека опозицијата нема пари и дека нема медиуми? Сето тоа го знае народот. Ма вие не сте политички аналитичар. Вие сте лидер на опозицијата. Се извинувам. Тоа што од вас го чекат луѓето е како таа власт, која е удбашка, недемократска, која ги поклопила сите институции, која ги поклопила сите извори на финансирање, која се задолжува, која уништува Македонија и кој прави све. Еве да се согласам 100% со вас. Како таа власт да биде поразена, тоа народот го чека од вас. Кога 2009 година вие дојдовте на чело на СДСМ, народот очекуваше дека Бранко Царенковски ќе порази Никола Груевски бидејќи никош не изгубил на избори. Сега ќе биде многу потешко бидејќи изгубивте 2011 година. Сега ќе биде многу тешко на таа психолошка основа да го мотивирате членството. Затоа прашувам, како во март ќе имате еден глас повеќе од Никола Груевски? Тоа е клучното прашање. Со поддршка од народот ќе победиме, без поддршка од народот ќе продолжи да живее во овие околности кои што се диктирани од режимот на Никола Груевски. За Бранко Церенковски ќе биде исклучително важно да убеди меѓународната заедница, меѓуто и домашната политичка и секаква друга граѓанска јавност дека во овој момент за Република Македонија многу поштетно тоа нерешавање на името на државата и влезот во НАТО е клоцањето и газењето на демократијата во рамки на Република Македонија. За Никола Груевски пак ќе биде исклучително важно да убеди меѓународната заедница и домашната јавност дека овој СДСМ и овој Бранко Царенковски помалку наликуваат на Љупчо Ѓорѓевски од времето кога беше на чело на ВМРО ДПМН, кога повикуваше за бојкоти и кога сакаше преку улична демократија да дојде на власт во рамки на Република Македонија. Добро, господин Ѓорѓевски, значи ние ги слушаме тезите и информациите и извештаите од Вашингтон. Значи ни видовме како помина во Вашингтон минатата година Никола Груевски после средбите со Хилари Клинтон и со Џо Бајден. После тоа доаѓа они кредит на ММФ пред изборите, со кој Никола Груевски успеа да ги покрие сите можни дупки и да победи на тие избори. Повторно ги слушаме тие критики од Вашингтон. Еве Хилари Клинтон доаѓа во одредена посета на регионот и ја избегнува Македонија. Можеме на Викиликс да ги видиме депешите го господинот Филип Рикер ги има испраќено до својата централа во Вашингтон. И повторно имаме најава за кредит на Светска банка која ова влада ќе одобие пред локалните или евентуално предвремените парламентарни избори. Имате ли логично објаснување ако една Америка или една меѓународна заедница има толку лошо мислење и толку лоша оценка за оваа власт, посебно за ВМРО ДПМН, кој е нивниот мотив два пати со кредити, кои се големи кредити, да им фрлат гума за спасување? Па гледайте, конкретно за Америка, јас мислам дека Америка има многу јасна желба Македонија да ја види во НАТО. Што сега му преостанува на СДСМ, почитани гледачи, ако не успее притисокот на меѓународната заедница да го натера Никола Груевски во пакет со локалните да направи предвремени парламентарни избори, тогаш пред СДСМ стои на располагање само една можност да ги натера 42 пратеника од редовите на здружената опозиција да си поднесат оставки на своите функции и така да испровоцират предвремени парламентарни избори. Втората опција е Бранко Церенковски СДСМ да не ги натерат своите 42 пратеника да се дадат оставки на своите функции, да ги натерат на сила да извршат одредено политичко самоубиство и да се вратат во парламентарните групи, тоа би значило дека Бранко Церенковски ги жртвува своите пратеници за одредена согласност или договор со меѓународната заедница да победи лесно на Конгресот во мај и да остане на чело на СДСМ. И како трето, ако сака партијата да преживе во наредниот период, а да ги бојкотира изборите, тогаш можеби пред СДСМ стои можност и опцијата самата да дозволи некаде во 15 или во 20 општини кај што е апсолутно сигурна во победа на своите кандидати, те да излезат со независни листи и со независни градоначалнички предлози. Мислите дека ќе се само на локални избори, дека оваа политичка криза која сега се случува во Македонија, буџетско негласање, најава на СДСМ дека ако не се прифатат нивните барања ќе се оди на бојкот на сите избори, дека тоа може да донесе до одредена политичка криза која би имала раздреснича само на локални, не на предвремени парламентарни избори? И ја мислам дека сепак и
картите се во раците на Груевски. Што и да се случи сега, например, како криза на буџетот, ќе може да се изреши со привремен буџет, со привремено 40 пратеници на СДС може да поднесат оставка, ако веќе сака да предизвикат предвременни парламентарни избори. Значи и тие ќе бидат подложени на притисокот да се согласат уште 6 месеци. Мислите од странците? Да се дава, значи, уште една можност. 3 месеци плюс 3, тоа е 6 месеци. Значи 6 месеци на ова влада. Апсолутно. Со што практично тоа ќе биде крајот на ова власт ако не се реши името и многу добиози кои ќе излезат на површина. Денес сите говорат за фер избори, денес сите говорат за прочистување на избирачкиот список. Јас си поставам прашањето: како може влада која има 2 пати обид за неуспешно спроведување на попис во рамки на Република Македонија денес да може да гарантира дека може да направи прочистен избирачки список кој ќе треба да биде гаранција за фер и регуларни избори? И таа излага 1 или 2 дена пред пописот и вели: поднесом оставка бидејќи се подуткува фалсификат. Знаете, тоа се тешки квалификации. За такви тешки квалификации следат Ја не се слагам со тоа, законски санкции. Затоа што ние бевме надлежни по закон за да спречиме сето тоа. Не може да се спреми фалсификат ден по започнување на пописот. Ние сме подготвили, тамо сме работели 2 месеца турбо за таа работа. И никој пат, дури само јас сум бил тој кој што сум спомнувал одредени тенденции за фалсификување на одредени базични документи, како што беше упатството. Постои записник за тоа. А тие сите тврдеа обратното. Процесот се одвива добро, се подготвува, се окей на терен, излеговме, се сликавме пред камерите и така натаму и така. Јас сакав да останем конзистентни. И крахираше на крај. Нормално, јас бев убеден 100% дека ќе крај. Колку може историјата да биде на некој начин парадигмична, почитувани гледачи, колку може да биде иронична, политичките кариери на Бранко Царенковски и Никола Груевски на некој начин почнува да се допира таа 2004 година. Ко Бранко Царенковски победува на председателските избори, а Никола Груевски прави таа голема политичка кавга со Лјупчо Ѓоргиевски или својот дотогашен политички ментор кој го носи на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи не ја прифаќа сугестијата на Лјупчо Ѓоргиевски да го бойкотира вториот круг на председателските избори и на тој начин да ги минира тие председателски избори на кои Бранко Царенковски беше избран за председател на државата во период од 2004 до 2009 година и денес 2013 година. Повторно политичките кариери на Бранко Царенковски и Никола Груевски се спојат во една точка, а тоа дали ќе биде можен бойкот на локалните или евентуално на одредени предвремени парламентарни избори. Со обзир дека Бранко Царенковски најави продолжување со неговото погубно сценарио, сакам да потенцирам дека подготвени сме за сите можни сценарија, со цел заштита на интересите на граѓаните и заштита на уставот и законите. Политичарите од ерата на Гадафи, како Бранко Царенковски, например, ќе го доживеат својот политички крај. Ќе заминат во историјата. Од денес Груевски реши, а Македонија го доби својот Милошевиќ. Денеска беа тепани новинари, беа тепани пратеници, беше тепан народ. Денеска потеркот на тој сатрап од Србија го нахушка народот еден против друг, да предизвика пролевање, суди, конфронтација. Епа, Никола, ако сакаш да бидеш Милошевиќ, ќе си го добиеш својот 5 октомври. Сега ќе ви пуштам парче од одредени 2 емисии кои беа забраните на Канал 5 некаде 2007 година, периодот март-април 2007 година, кај што правиме одредена политичка анализа на владењето на Никола Груевски и тоа што може да се случи во Република Македонија во наредните 5 или 6 години. Гледате со каква леснотија тогашниот главен идеолог на СДСМ, господин Ѓорги Спасов, кој беше главен политички советник на тогашниот лидер на СДСМ Радмила Шеканиска, ја подценува можноста дека Никола Груевски може да владе во еден подолг временски период на македонската политичка сцена. И веројатно тоа подценување на Никола Груевски од страна на водството на СДСМ доведе до една таква политичка ситуација СДСМ да ги губи последните 6 избори од Никола Груевски. Мислам дека Груевски многу подобро го свати сенсот на македонскиот народ. Да? И тој вие никако не успеате да се ослободите од таа салонска политика кој е тој сенс вемо? Па сенсот на македонскиот народ тоа многу интересира. Ја не велам дека согласно со тоа. Дека е многу поважно да го видите свиткан Саша Андоновски како кифла спакуван во одредена марица, отколку да ги слушате критиките на Оли Рен. И тоа е оној просечен македонски народ. И тој просечен македонски народ
во одредена бројност од 300 до 350.000 луѓе. Ако Груевски така продолжи да владе, секој ќе владе. Знаете, имате апсолутно погрешно мислење за политиката. И секој кога Груевски има 300-350.000 гласови, ќе биде релевантен фактор кој нема да може да го струши од политичката сцена. Дефинитивно, сваќате една работа. Таков вид на популарност трае многу кусо време. Па не знам, во Хрватска траеше 12 години, во Србија траеше 15 години, Премијер траеше 8 години. Троеше во некои времења. Меѓутоа, тие политики се прочитани. Тоа се политиките на антибирократски револуции кои што ги водеа исто така некакви големи поединци кои што мислеа дека ставени во центарот на вниманието, кои што сите институции ги претвараа во рекламни агенции за ликот и делото на вождот или на водачот на таките политички партии. Ама чувство, господине Спасов, дека народот никој не го слуша и го прашува. И народот гласа. Немојте да мислите, нити не го слуша, нити го прашува. Али тоа е премалку за народот. Народ мисли дека само гласа, дека некој се сетува на него. Не, народ мисли дека некој се сетува на него и на неговите проблеми само кога се изборите. Никола Груевски прв Вие Васко го подценувате народот. Вие го подценувате. Не, вие го подценувате. Вие народот мислите, ама вие не го знаете, вие не го знаете маса кој што може да се мести како тесто, како ти што ќе сакаш. Врз основа на вашите пропагандни идеи или да се на тоа го правите 15 години. Не е точно. Напротив, тој народ баш затоа што знае да препознава казнува за време на изборите. Да беше така, народот ќе го лече за нос долго време во Македонија. Меѓутоа затоа што знае да препознава. Во еден период тој ќе ви даде вас поддршка, кога гледа дека вие некакви познати личности од претходниот државен естаблишмент ги ставате во затвор и така натоа. Меѓутоа кога ќе свати дека вие сте начело на оние хајки кои што линчуваат луѓе пред да им биде определена казна затвор, туку вие сте начело на оние медиумски спектакли кои представи сега полицијата заедно со помош на владата, дека вие сте начело на она јавно понижување на луѓето пред да бидат осудени врз основа на извештаи од притворот во кој што се сместени во некакви челии, тогаш народот ќе ве презре. И народот ќе каже: "Не, овој вид на политика води кон јавен линч и овој вид на политика всушност Македонија представува како држава која што не знае да го почитува владењето на правото, а на чело на таа политика се наоѓа овој млад човек кој што не изгледа нас наивен, чесен и борец за правда." Тогаш се препознаваат елементи на таквата политика. Кога во таквата политика ќе препознаат што се случува со градењето на бисти на Александар Македонски, враќање кон културното наследство на Грција. И кога ќе се случи тоа? Многу брзо. Но ова ВМРО ДПМН денес многу тешко може да му лепите одредени етикети дека е бугарофилска партија или да му правите одредени спинови какви што можеше да му бидат правени некаде до пред 5 или пред 6 години. Ова денешно ВМРО ДПМН е една силна мешавина на една мокна компанија, PR компанија, една силна полициска структура и реално сега за сега СДСМ многу тешко наоѓа одговор како да се спротивстави на еден таков модел на функционирање на ВМРО ДПМН. Ке се померили Антонио Милошевски со Блаже Коневски. 99-та напишавме книга кај што Блаже Коневски го означевте дека е манипулаторот и фалсификаторот на Брегова, џуџето во македонската литература. Никогаш во ниедна книга не сум го спомнал името на Блаже Коневски. Може да погледнете. Така што може, ако сакате слободно да ја погледнеме, но мислам дека ако не ви прави никаков проблем, дури на крај ако не ви пречи може да ми подпишете, сепак министар за надворешни работи не секогаш може да подпише одредена книга. Дали ова тука, плагиаторот од Небрегова. Кој друг од Небрегова познавате? Видете, слободата на изразот познава цензури во други времења. Јас мислам дека нема проблем никој да објави нормално дека е моја книга. Пишавте за Блаже Коневски? Не сум пишувал за никого по име и презиме. Дали се за вас Блаже Коневски е плагиаторот од Небрегова? Видете, тоа е една историска личност кој придобил многу за создавање на кодификацијата на современиот македонски јазик. Дали е плагиатор или не, ќе кажат луѓе кои знаат повеќе за него и кои се разбираат повеќе од филологија. Меѓутоа тоа се фази, тоа е континуитет кој се случува кај вас. Зато доаѓам до Александар Македонски кој четврта фаза, третата фаза е 97 година и расчистувањето со крилото на Змејковски, кој многумина го толкува како судир на македонистите и бугарашите во рамките на ВМРО ДПМН. Васко, вака, од 90-та година па до 2002 година, кога заминав јас, можам слободно да ви кажам дека ВМРО ДПМН на некој начин беше партија на бугарофили. Значи, слободно можам да ви кажам дека 2/3 од во сите извршни комитети, независно како се менувале, 2/3 од членовите на извршен комитет перманентно биле така наречени бугарофили, 50% од централниот комитет биле така наречени бугарофили. Намерно сте ги бирале така? Гледайте, ненамерно. Во тој процес на подценување на Никола Груевски, СДСМ и политичкото водство на СДСМ прават три клучни
политички промашувања. Како прво во тој период на 2004 година кога се организираат предвремените претседателски избори, СДСМ требаше да организира и предвремени парламентарни избори и на тој начин ќе беше запечатана уште таа далечна 2004 година политичката кариера на Никола Груевски. Меѓутоа во таа битка помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски, СДСМ се покажува крајно погрешно да станува на страната на Никола Груевски и го пушта низ вода својот сегашен коалиционен партнер Лјупчо Георгиевски. Втората грешка е што во тие градоначалнички избори во Скопје 2005 година СДСМ застануваат зад Ристо Пенов, а не застануваат за Трифон Костовски и де факто таа 2005 година Трифон Костовски е убедливо, баш убедливо најпопуларната личност на политичката сцена во Република Македонија, победува за градоначалник на Скопје, му е носи победата на локалните избори на ВМРО ДПМН и на бранот на таа победа на Трифон Костовски 2005 година, 2006 година ВМРО ДПМН со некаде 300 кусур илјади освоени гласови победува на парламентарните избори. И третата грешка која помена е прави СДСМ е тоа што 2005 година Бучковски наместо да го продава ЕСМ на ЕВН требаше да распише предвремени парламентарни избори. Можеби одредена грешка може би 2008 година Комендух Тачи излага од владата на Никола Груевски и кога тога се создадени одредени политички претпоставки да биде направена влада на широка коалиција. Тоа е пред самитот на НАТО во Букуреш. Во таа влада би влегла партиите на Али Ахмет, на Мендух Тачи, на Тито Петковски и Радмила Шекеринска, ко-лидер на СДСМ. Тие 4 испуштени шанси денес многу скапо го чинат СДСМ, која е некаде 6 до 7 години во една тешка опозиција во рамки на Република Македонија. Никола Груевски го поддржа Трифон Костовски, всушност плашејќи се дека таа 2004 година кога сте на врвот на вашата политичка сила, можете да формирате партија со која ќе се прошетате на тие локални избори. И дали всушност Груевски, спасувајќи собствената кожа, го поддржа Трифон Костовски за градоначалник на Скопје? Па мислам дека тоа беше основниот страт на Груевски што ме поддржа, бидејќи победата во Скопје значеше победи на парламентарните избори. Тоа на секој човек кој што или малце се занимава со избори му е повеќе од јасно. Сум издржал многу. Сум поминал се и се што во мојот живот. Впрочем, се сеќавате, панорама не беше така далеко. А исто така и притисоците за промена на името не се случуваа одамна. Но и во двата случаја обстојав заради една работа. Народот беше со мене. Оно што можем да го кажем, и отворено го соопштам пред македонската јавност, во овие 20 години поминав во политиката низ многу работи, има работи со кои што се гордеам, имам направено серија на грешки, кои што јавно ги признавам, жалам заради нив. Кога би морал да рангирам која е една од моите најголеми грешки, тоаш би кажал, јавно би соопштил дека тоа беше одлуката во 2004 да се кандидирам за претседател на државата. Гледате, почитувани гледачи, денес и Бранко Царенковски и Никола Груевски во рок од само 30 дена ја спомнува таа 2004 година. Царенковски тоа прв пат го прави во интервјуто дадено за емисијата во Центар, значи во интервјуто со мене, кај што кажа дека негова најголема политичка или една од најголемите политички грешки е што таа 2004 година дава оставка на претседателската функција во СДСМ и оди во кандидатура за претседател на државата и останува таа функција од 2004 до 2009 година, а Никола Груевски на 24 декември, кога тој црн понеделник за македонската демократија, во тоа своје 6-минутно обраќање до македонската јавност, ја спомнува 2004 година источувањата во Панорама, сакајќи да каже дека во Панорама физички се пресметува со групацијата на Лјупчо Георгиевски. Меѓутоа во основа едниот и другиот како подсвест да навраќаат на таа 2004 година и да ги отвараат сите тие шпекулации дека можеби таа 2004 година постоел еден преќутен договор помеѓу Бранко Царенковски и Никола Груевски, Бранко да биде претседател на државата, а Никола Груевски добие поддршка на СДСМ во расчистување со тие структури на Лјупчо Георгиевски и затврстување на позицијата на Груевски на лидерското место во ВМРО ДПМН. Дали ја знае тоа на теза дека Лјупчо Георгиевски преговара со Никола Груевски, Трифон Костовски да биде заеднички кандидат на претседателските избори 2004 и Груевски тоа го одбива? Да, за тоа сум информиран директно од господинот Георгиевски, во кој што ми го кажа дека негов предлог бил јас да бидам кандидат, меѓутоа Никола Груевски тоа го одбил. Ако црниот понеделник се случи на 24 декември, а некаде пред 7 дена, значи околу 7-8 јануари, значи 20 дена подоцна после тој црн понеделник на македонската политичка сцена, странците или Европската унија, американците ја повикуваат македонската опозиција се врати во парламентарните клупи, јас си го поставам прашањето: зошто толку чекаше меѓународната заедница да ја повика македонската опозиција да го прекине бојкотот и да се врати во парламентот? И тука постојат два одговори. Од тие
15 или 20 дена Никола Груевски дал цврсти гаранции дека ќе уреши проблемот со името и како второ, веројатно се неуспешни сите тие манифестации на граѓанско незадоволство на македонската опозиција, пеењето на таа бела чао на рекорд или на Скопскиот плоштад. Јас си го поставам прашањето, дали ако опозицијата наместо тие 200 или 300 луѓе или 500 луѓе кои секој вечер во 18 часот и собираше на рекордот, собираше некаде помеѓу 5 или 10.000 луѓе, дали и тогаш меѓународната заедница така беневолентно ќе повикаше македонската опозиција да се врати во парламентарните клупи. Тоа што сега треба да го покаже македонската опозиција е дека може да го извади народот на улици, да направи дополнително радикализирање на политичката сцена и тогаш, веројатно, патот до предвремени парламентарни избори ќе биде само техничка работа. Сега се вели во пакет парламентарни и локални избори, дали смете дека власта ќе дозволи во пакет парламентарни и локални избори и околу што ќе се води или ќе се прави тој компромис помеѓу власта и опозицијата, дуи значи на средбата со Санино пред 3 дена изјави дека за нив е неприфатливо да има предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМН го одби предлогот на СДСМ во пакет вонредни парламентарни и локални избори. Што очекувате, што може да биде расплет на ова сегашна политичка криза? Сега, дали се можни предвремени или не, можни се и тоа ќе зависи кој како ќе одигра во наредниот период. Ако владеачката процени дека подобро одиграла во наредниот период, значи можни се предвремени. Не мислам дека се можни заедно со локалните, затоа што и законски временскиот период е многу лимитиран, но ако подобро ја одиграат ова партија, секако дека можат да одат и на предвремени, може би во јуни, може би во септември, но тоа ако го проценат оние дека е во нивна придобивка, што може да ги приближи? Ја мислам дека може да ги приближи евентуално решавањето на случките на 24 декември на начин кој би бил прифатлив за Социјалдемократскиот сојуз, дали со жртвување на некој свој член, дали со истерување на вистината до крај. Мислите од ВМРО ДПМН? Да, па секако. Жртва на Трајко Велјановски. Или на некоја друга политичка крупна фигура. Да. Мислам дека тоа би бил начинот кој од друга страна би ги приморал и од СДСМ да се вратат во парламентот, затоа што види како СДСМ не се врати во парламентот. Тогаш имаме бојкот. После овие, на пример, се условно речено да се спроведат такви активности кои 24 би го дефинирале на начин кој би бил прифатлив на СДСМ. Тогаш и маневарскиот простор на опозицијата за легитимирање на нивната одлука за неодење на локални избори сигурно ќе се намали. Така да мислам дека можеби тој е и патот кој во идниот краток период нели ќе го форсираат или ќе го, како да кажам, охрабруваат нашите меѓународни партнери, затоа што ова е веќе крајно тензионирана ситуација со крајно статични позиции на двете страни. За да може да се помрдне, мора нешто да се даде и да се зева. Груевски го става името сега. Или тоа што нешто му било најсвето изминатите 6 или 7 години. На тоа прашање добил 6 избори последователно во Република Македонија. Значи, тој на крајот смета дека треба да го стави името. Значи, смета дека после тој 24 декември тешко ќе може да ја продолжи својата политичка кариера или да ја продолжи своето политичко живење ако не го стави своето најсвето нешто името во маса и влага во преговори. Ако првата средба на Нимиц можеме да сметаме дека била договорена или пред една недела во Скопје, дека била договорена пред да се случи тоа што се случи на 24 декември, сега за 30 јануари има најава за нова средба на Василакис и на Јолевски. Тоа значи дека американците го пуштат Нимиц и застануваат за тој процес на разговори околу името. Дефинитивно последните изјави на Нимиц и најавениот состанок се најоптимистички што јас сум можел да ги чуем од негова страна откако он почнал од 3 пати викаше yes. Да, значи од кога он станал посредник во преговорите за такво нешто ако не е оптимист. Не верувам ни ја. Второ, случаите од 24 и за меѓународните партнери се прилично сериозен инцидент. Тука се вклучени пратениците и новинарите. Да изјава дека земја па и реално и кандидат за членство не може да се случи така. Реално пратениците во една парламентарна демократија се најголемата функција директно дадена од народот. Новинарите се гарантот на демократските процеси. Ние имаме работа со партнери на кои демократијата, демократските процеси, демократскиот напредок им се од суштинска важност. Ама бе изгазени, истепани, исколоцани. Така да, колку год ние се трудиме да
го релативизираме тоа што се случило на 24-ти, тоа е нешто што кај нас треба да се надмине и друго се практичните можности за блокирање на сите процеси. Да се покрие тоа, Никола Груевски мораше да го стави името на маса. Па сега ја гледам нема друг маневарски простор. Низ медиуми, низ разноразни интелектуални кругови, opinion makeri, дека прашањето малце се омекнува и помеѓу и кај граѓаните. Така да е можно да се случува некој. Кога правиме одредена политичка анализа, тука е све фактор тајминг или фактор време во прашање. Никола Груевски смета дека треба да оди на локални избори. Треба да го натера Бранко Црвенковски да се врати на тие локални избори. Логички да направи одредена политичка жртва, бидејќи не може ништо тие 6-7 барања да не прифати. Можеби некој ќе жртва, може ќе направи некој отстапка и во опсе фрла некоја гума за спасување дека сите препораки не се вградени во изборниот закон, можеби тоа ќе се прави, значи не е важно. И Никола Груевски сака да има локални избори, да бидат означени како горе-доле фер локални избори, да има одредена победа и со таква победа да го чека Црвенковски на конгрес во мај. Кај што Црвенковски би требало да се помачи малце да остане постал еден изборен пораз начело, а да даде одредени гаранции претходно дека ќе го решава името, па да гледа како ќе го решава името кога ќе заврши конгресот на СДСМ и со Бранко Црвенковски. Добро, види, тоа е политичка анализа која се прави. Со партнери можеш еднаш да им кажеш дека ќе справи нешто да го направиш два пати, но тоа не оди до века. Го прави човекот е 5-6 години. Само тоа што ќе се условно речено договориш, тоа треба да го спроведеш. Не сме ми е толку голема и битна држава во светскиот поредок да можеме да ги изигруваме нашите стратешки партнери, а и не... Мислите донесен до зид сега горе-доле? Мислите дека е донесен до зид Никола Груевски? Па ја мислам дека и самото прашање е донесено до зид. Да се разбереме, грчката страна не е многу... Грчката страна се таква каква што си е, знаете. Ја мислам дека во последно време и грчката страна не е толку релаксирана и тврда, затоа што реално се во таква позиција да морат и тие да прифаќаат сугестии од партнерите. Мисли овој модел, например, анкета ја менери пред 45 дена. Сите ние знаеме дека тоа беше лажна анкета, дека 14 или 15% не може да биде разликата помеѓу СДСМ и ОРА, пошто таа може најмногу да биде 1, 2 или 3%, колку што ги покажат овие реални анкети кои била толку 15%, Никола Груевски уште завчера ќе направише предвремени избори во Република Македонија. Но и тоа очигледно преку таа анкета нери, тој се храбри да влезе во процес на решавање името. И тоа се познати модели кои ги прават американците, да ги прават у Србија сега, ги храбрат Вучич и Дачич да го решат проблемот на Косово или на Северно Косово. Во секој случај решавањето на тој проблем е травматична работа и работа која остава политички последици и ја го разбирам охрабрувањето. Од тој момент веќе станува јасно дека Никола Груевски дал одредени сигнали на меѓународната заедница дека можеби е подготвен да лезе во процес на решавање на името. Во тој момент на Бранко Црвенковски веројатно му станува јасно дека ако не направи одреден радикален политички чекор, ќе биде пуштен низ водата од страна на меѓународната заедница и после таа анкета нири се радикализира политичката сцена во Република Македонија. Под таа тежина таа оди во еден сосема друг правец и вели: ние нема што да се мешаме во прашањето на името. Тие преговори ги води Никола Груевски, но ние ќе оприфатиме секој предлог кој Никола Груевски ќе одоговори со меѓународната заедница, а нема да задира во идентитетот на македонската нација, јазик, народ и така натаму и така натаму. Тоа е класично пасивна позиција на опозицијата. Тоа и праќа сигнал на меѓународната заедница и тоа што Теута Арифи перфектно го одработува во Брисел, дека не е можно решавање на прашањето со името без ВМРО ДПМН. Второто прашање, тоа е прашањето на меѓуетничките односи. Се доека е дуи во власта, значи меѓународната заедница ги има под контрола тие две прашања кои прават Македонија кревка држава, тоа прашањето на името и тоа прашањето на меѓуетничките односи. Веројатно дека опозицијата можеби треба да размислува дека мора да ја смени крупната слика, да презиме активитет ако сака да го порази Никола Груевски. Вака ако остане, јас не мислам дека меѓународната заедница многу ќе се потроши за смена на Никола Груевски. Напротив, ако тој даде сигнали дека е спремен да го решава проблемот со името, тие ќе му ги истолерираат сите можни демократски фаули, фалсификат на избори, користење на државна администрација, користење на државни пари. Дали вие немате чувство дека можеби треба драматично да го смените концептот? Во крајна смисла со овој ваш став размислувам дека треба, апсолутно се согласувам, дека треба нешто порадикално нели да се направи во таа насока.
Гледате го тој спектар на можности или тој спектар на можни варијанти на политичка разврска во Република Македонија. Ако Никола Груевски доаѓа на власт како голем реформатор или како Анте Марковиќ, како што се најавуваше некаде 2005-2006 година, ако не одигра добро партијата шах, тогаш Никола Груевски реално, ама баш реално, може да заврши ко Слободан Милошиќ на македонската политичка сцена. Господин Екимовски, на Анте Марковиќ му сте растори СФР Југославија. Што ќе направи Никола Груевски според вас со Македонија, двајцата почна како големи економски реформатори? Па, искрен да бидам, јас и пишував за тоа. Анте Марковиќ имаше програм кој што го прифативме сите, влезе со таков осмех во Сојузното собрание, а на крај доживеа да после 2 години му се распадне државата. Груевски исто имаше наводно силен економски програм, ветувајќи вработувања, странски инвестиции и подобар живот на граѓаните, меѓутоа како тргнал се плашам дека ќе му се случи слична состојба како што му се случи на Анте Марковиќ. За разлика, да речеме, Анте Марковиќ беше и политичар, и економист од далеку поголем калибар него што е Никола Груевски. Имаме два концепти кои левицата и десницата, опозицијата и власта 3 години ги спроведуваат во Македонија. По едниот концепт на ВМРО ДПМН се вложени многу пари, многу пиар, многу енергија, многу медиуми, многу телевизија, тоа е дека Бранко Цренковски е транзицијски потрошен политичар. Вториот концепт по кој не е вложено многу пари, меѓутоа перманентно го туркавте, не со голем успех, дека Никола Груевски е македонска верзија на Слободан Милошиќ. Тешко беше да се поверува во тој концепт. Знаете, оној мал, скромен човек кој работи 24/7, кој е посветен, кој не живее во вилата на Водно, живее, не знам, горе, Карши Бихачки, така натаму, не може да биде македонски Милошиќ, пошто Милошиќ е некој монструм кој има тенкови, кој има артилерија, кој има оружје, кој прави војни по Балканот. И одеднаш во понеделникот, прв пат на директна сцена се судире тие два концепти. Јас до понеделникот сметав дека концептот на ВМРО ДПМН ви го поразува вашиот концепт 8-2. Во понеделникот за прв пат во последните 7 години концептот на СДСМ дека Никола Груевски е Милошевиќ или македонска верзија на Милошевиќ победи на јавна сцена. И тоа по заслуга на Никола Груевски. Апсолутно. Го избра најлошата варијанта. Она ја што сум го читал од политичката теорија вели дека било кој авторитарен режим треба да биде испровоциран да си го покаже вистинското лице. Никола Груевски си го покаже вистинското грдото лице, зборувам во политичка смисла да не бидам погрешно сватен, си го покажа вистинското грдо лице во понеделникот. Како концепт што сака да го спроведе тој авторитарен режим, кој што не може да издржи критика, кој што не може да се справи со силата на аргументите и мора да премине со вистинска употреба на сила, за жал злоупотребувајќи ги нашите сограѓани членови на вработени во Министерството за внатрешни работи. Погледнете ова изјава. Ова е изјава дел од интервјуто кој Никола Груевски некаде јануари, февруари 2007 година го дава за Канал 5 телевизија. Во тој период Македонија се наоѓа во една добитна позиција во однос на тој спор со името со Република Грција. 2 или 3 години претходно Македонија е призната под уставно име од Соединетите американски држави. Една година подоцна Македонија го добие најдобриот предлог од Метју Нимиц, Република Македонија на кирилица со рок на трајање од 10 години, подоцна транскрипција на англиски јазик. Значи во таков еден политички момент кој Македонија е гази на тој план за името Република Грција, Никола Груевски дава ова политички изјава и од тогаш па натаму спорот со Грција влегува ни сосема други води. Затоа јас ова најава или ова изјава на Никола Груевски кој е дел од тоа негово интервју, ја сметам за пресвртна точка на македонската политичка сцена, посебно во сите тие политички разврски кои се случува во последните 5 или 6 години. Значи, ако ние не можеме да влеземе во НАТО и не можеме да влеземе во Европската унија заради тоа што Грција сака да го смениме уставното име, што можеме ние повеќе да загубиме од Грција? Што можеме да загубиме? Значи, они не доведуваат во ќош, како кога некој бркате некој мачка, кога брка некој гвушец и ќе дојде во ќош и ако нема каде да бега, тој ќе ја нападне, така? Лево нема зид, десно зид, нема каде. Значи, што може... Глушецот ризикува да биде изеден веднаш. Глушецот е готов ако така чека. Нема што. И ако нападне? Се надевам нема ова да се злоупотреби овој пример, дека употребувам таков вид на пример. Во 2009 година, некаде летото 2009 година, со огромна политичка еуфорија, Бранко Цренковски се враќа на чело на СДСМ како гаранција дека со него СДСМ ќе извоја политичка победа на следните парламентарни избори. Дали планирате поп да викнете, да ги исчати, да ги испие тие канцеларии во СДСМ после Бучковски, Шекеринска, не знам и Зоран Заев, може и Малер ќе ви бие, може вие ќе бидете поразени од Груевски?
Па мислам дека поп нема да има потреба да се вика, доволно ја да влезам таму. Не бидна баш така како што Бранко Цренковски проценуваше за попот и неговата потреба да дојде во СДСМ, а и како денес Бранко Цренковски го објаснува периодот и ги објаснува штетните ефекти на тој период кога тој е надвор од СДСМ во период од 2004-2009 година. Тогаш донесов проценка дека бидејќи секогаш има крај на СЕП, а и на моето председателствување со Социјалдемократскиот сојуз, дека е можеби вистинскиот момент да се повлечам, сметајќи дека зад себе имам екипа која што може крајно одговорно и на успешен начин да ја води партијата. Се покажа дека тоа било моја голема грешка и не обвинувам никого. Затоа, дури и во кадровскиот дел, мојата проценка беше дека тука има луѓе, меѓу кои Бучковски, дека можат навистина одговорно, така како што треба да ја водат партијата. Од тогаш тргна Социјалдемократскиот сојуз надолу, од тогаш почнува да се бележат поразите. Социјалдемократскиот сојуз го допре дното. Ја се согласувам со Бранко Цренковски дека 2006 година е најтешкиот пораз во историјата на СДСМ, кога се освоени едва и 218.000 гласови, кога де факто власта е натацна предадена на Никола Груевски на ВМРО ДПМН. Меѓутоа тука сакам да го поставам прашањето, почитувани гледачи. Кој беше начело на СДСМ таа 2006 година? Председател на партијата е Владо Бучковски, генерален секретар е Никола Ќурчиев и на една иста седница, некаде пред 30 дена, на Централниот одбор на СДСМ, Владо Бучковски е исклучен од членство во СДСМ, а Никола Ќурчиев, кој е еден од двата главни виновници за поразот на СДСМ, или тој најтежок пораз на СДСМ во историјата 2006 година, че тој истиот Никола Ќурчиев е вратен на функцијата извршен секретар на партијата или човек кој треба да ја стегне организацијата на СДСМ и таква СДСМ да победи на следните локални или предвремени парламентарни избори. Која е тоа лоша политичка проценка, почитувани гледачи? Ако де факто прифатиме, со што ја се согласувам дека Владо Бучковски бил најлош лидер во историјата на СДСМ, тогаш како да прифатиме дека Никола Ќурчиев не бил најлош генерален секретар во историјата на СДСМ и таков Никола Ќурчиев го враќате на функцијата организационен секретар на СДСМ? Апсолутно лоша и промашена политичка проценка. Тука некаде сме на пола на нашата емисија. Ако ви се допаѓаше емисијата, останете, погледнете ги рекламите, следува втората половина на нашето вечерашно досие. Верувајте, нема да биде ниту малку понеинтересно тоа што досега го гледавте. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занает. Дари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Тојота гратис.
Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Минатата сабота СДСМ го организира маршот на вистината и помена тоа беше еден исклучително добар марш со одредени исклучително добри политички пораки. Беа собрани некаде помеѓу 15 и 20 илјади луѓе по скопските улици и за прв пат после маршот од 5 или 6 декември 2010 година Скопје не излегува на митинзи или на маршови на СДСМ. Меѓутоа, ако ги погледнеме од еден друг агол работите, каде е најголемата предност денес на Никола Груевски? Тоа што има потполна медиумска контрола. И тоа не е паднато од Господ, почитани гледачи. 2002 година, кога СДСМ на 15 септември победува убедливо со 500.000 гласа разлика, СДСМ и Бранко Цренковски одлучува дека во рамки на таа коалиција нема место за Љубисав Иванов Дзинго и за Социјалистичката партија. Меѓутоа, тоа не му пречи на Никола Груевски 2003 година кога доаѓа на чело на ВМРО ДПМН да ги подобри своите односи прво со Дзинго и Социјалистичката партија, а подоцна да ги направи клучни коалициони партнери. На изборите 2002 и на изборите 2006 година СДСМ не му дава добитни места на Боро Стојменов или газдата на Канал 5 телевизија или довчерашниот газда на Канал 5 телевизија, формално, правно да се изразиме. Меѓутоа Никола Груевски 2008 година и подоцна 2011 година на добитни места го става Боро Стојменов на листите во втората, првата и третата изборна единица. Дзинго беше втор носител на изборите во третата изборна единица, Борис Стојменов беше втори и трет носител на изборите во првата и втората изборна единица. И де факто двете телевизии кои се денес најгледани телевизии во рамки на Република Македонија, денес се најголемата медиумска предност на Никола Груевски. Таа проценка која СДСМ ја направи многу погрешно и ги пушти низ вода и газдите на Канал 5 и газдите на Сител телевизија не е направи Никола Груевски. И таа политичка проценка му носи победа на неколку политички избори во изминатите 6 или 7 години. Може би тоа е исклучително штетно за демократијата во Република Македонија. Газдите на одредени телевизии да бидат коалициони партнери или да бидат лидери на политичките партии. Значи, јас велам, тоа веројатно е политички апсолутно штетно за демократијата во рамки на Република Македонија. Но да не се лажиме. На крајот никој не мисли на демократијата кога ќе излезе да гласа на изборите. Со тие две политички промашувања СДСМ им центрираше одличен центаршот на Никола Груевски ВМРО ДПМН да ги земат во својот чинел и Дзинго и Боро Стојменов и да победат на сите избори некаде од 2005 година па нааму. Дали очекувате дека 42 пратеника од опозицијата може да поднесат оставки на своите функции и на тој начин да предизвикат предвремени парламентарни избори во пакет со локалните, бидејќи тоа Цренковски на митинг од 28 октомври го кажа дека тие сакаат во еден пакет да има предвремени, локални и референдум за името. Дали сметате дека можеби ќе се одлучат на еден таков чекор? Се не знам како законски е решено тоа. Знам дека локалните со парламентарните веќе како деновите поминуваат, се исклучуваат едни со други. А тоа збориме за законска процедура, за политичка процедура секако би бил тежок удар за владеачката, затоа што пред меѓународните партнери се покажа дека нема спремност за договор. Знаете, договорот и компромисот е Васко една од фундаменталните вредности на една парламентарна демократија. Парламентарната демократија не е демократија на бројки, туку е демократија на компромис, на диалог, на дебата и да не изумиме, диалогот е дел од предусловите кои ние треба да ги исполниме, не се само добрососедските односи, него и политичкиот диалог е еден од предусловите кои ние као општество треба да ги исполниме. Кој би бил ефектот, се зависи кој е крајната цел на тој што го спроведува тоа. Така да теоретски е возможно, сигурно ќе биде голем удар, дали другата страна ќе успее тој голем удар да го надмине преку други потези, сега треба многу варијабли да ги изанализираме, да видиме кој ќе биде крајниот резултат на тоа. Тука ребусот всушност е како Груевски да остане на власт, а да не го реши името, а како Цренковски да остане на кормилото на СДСМ, а да не ги бојкотира изборите или да не ги изгуби изборите. Веројатно тоа е партијата шах која ќе се игра во наредните неколку месеци. И која евентуално може да има приближување на позиции и двајцата да го постигнат саканото и локалните избори да се одржат, а другите процеси да одат поспоро. Затоа ви велам,
тој принцип на Еди Рама, кој беше многу актуелен во Албанија некаде пред 1,5 година, кога Еди Рама ги извади своите приврзеници на улиците. 4 луѓе загина. На крајот се врати сепак во парламентот. Ги изгуби изборите во Тирана, а сега е сепак во кондиција да може да очекува победа на парламентарните избори во јуни. Затоа тој принцип на Еди Рама да се може би направи одреден политички договор, кај што Бериша би останал власт, би добил локални избори, а сепак Еди Рама би останал чело на партијата, може би ќе треба странците да го размислат или домашните актери да го прават во Република Македонија. Затоа не е клучно тоа. Таа е најодржливата варијанта. Кај нас, најодржливата варијанта која не би подразбирала идни поекстремни чекори, кои што рековте и вие. Значи, повлекување на сите пратеници. 40 пратеника, например. Мислам, тоа е озбилен удар и за македонската демократија, и за владеачката, но сигурно најголем удар ќе биде за партијата која тоа го инвалидизира политичката сцена, е прави инвалид политичка. И неучеството на локални избори, целата демократска структура и јавност. Осем политичките поени, добиени или изгубени кон домашната јавност или кон странската јавност, има и од друга страна и ја би го нарекол негативен ефект врз човековите ресурси. Значи, вие имате еден голем број на луѓе кои преку локалните избори се вклучуваат. Па ајде да го исклучам социјалниот момент. Значи, советници, градоначалници, јавни предпријатија, така натаму. Која е таа историска неправда која се прави кон СДСМ или партијата која де факто е вградена во тој процес на државотворност на македонската нација и 44 година и 91 година кога Македонија прогласува својата независност, и 93 година кога Македонија станува членка на Обединетите нации, и 95 година која е потпишана таа времена спогодба помеѓу Македонија и Грција, и 2001 година кога е потпишан рамковниот договор, 2004 година кога сме признати под уставно име од Соединетите Американски држави, 2005 година кога Македонија го добија најдобриот предлог во својата историја од Митјо Нимиц, Република Македонија на кирилица со рок на трајање од 3 години, и подоцна Република of Macedоnia на англиска транскрипција. Значи, кога на таква политичка партија која што е СДСМ, меѓународната заедница прави една голема историска неправда. Меѓутоа, во меѓувреме СДСМ драматично ги влошува своите односи со меѓународната заедница. Тука се поставува клучното прашање: кој во врвот или во раководството на СДСМ, почитувани гледачи, е денес задолжен за да ги одржува тие односи со меѓународната заедница? Јас ако ви оставам 30 минути време, вие воопшто не може да се сетите на името кој е денес меѓународен секретар за меѓународна соработка на СДСМ. Тој е господинот Зоран Попов или внук од сестра Никола Ќурчиев. И денес имаме една абсурдна политичка ситуација. Во врвот на СДСМ да се враќа Никола Ќурчиев или човекот кој е еден од главните виновници заедно со Бучковски за тој изборен пораз 2006 година или најтешкиот пораз во историјата на СДСМ кој што вели Бранко Царенковски, а од друга страна внукот од сестра на Никола Ќурчиев да биде заложен за таа меѓународна соработка на СДСМ или полета кај што денес СДСМ е на апсолутно нула и не може да воспостави подобри односи со таа меѓународна заедница, токму благодарејќи на лошото наработење на овој свој меѓународен секретар. Може ли една работа да ми кажете? Кажете. Бидејќи СДСМ е тапа во таа меѓународна комуникација. Добро. Со Европа, со светот. Не да кажам дека е тапа, тоа ви го кажам. Па добро, вие го гледате. Не ве примат нигде, со никој не комуницирате, со никој не... Па кажете една посета, кажете една средба. Еве, например, начело на Хрватска е социјалдемократска партија. Добро. Нели, господинот Милановиќ? Во Босна победи социјалдемократска партија. Господинот Лагумџија. Во Словенија победи од социјалдемократите. Сега Јаша. Да, ама за председател победа од социјалдемократите пред месец дена. Борут Пахор, кој беше порано премиер, сега победил за председател. Негде ве примија, не дека комуницира. Не разбирам. Не. Зашто? Поинта да, бидејќи многу работи не знам. Подсетете ме, кој е секретар за меѓународна соработка на СДСМ? Зашто ме вршат? Сега? Да. Видете, јас... Ви значи името Зоран Попов нешто? Зоран Попов? Да. Тоа е од ЛДП што дојде професорот? Зоран Попов е внук од сестра на Никола Ќурчиев. Никола Ќурчиев кој го бира за организационен секретар во саботата заедно со вас, неговиот внук од сестра, покојна Лесна Иземја, е Зоран Попов, кој е секретар за меѓународна соработка со СДСМ. А зашто мене ме прашувате? Ама што сте вие? Ама вие се враќате у таа партија. Кого да прашам? Зидоите, прозорот, снимателите, вас ве прашам, вие се враќате у таа партија. Да ве прашам на работа. Ама што е тоа? Тоа е политичка партија или акционерско друштво? Вие сте новинар? Па јас ви поставам прашање. Не, дали сте вие новинар? Да, сум новинар. Имате ваша продукција? Па да, ја моја продукција. Сега сте во кој медиум? Тамо кај што можам да се договорам. Значи, порано сте били установричено некои помокни медиуми, така?
Зашто не сте тој Зашто не сте во МТВ? Зашто не сте, да речем, во Сител, кој што моментов е помокен медиум, или в Канал 5, условно речено до оваа медиумска куќа која што сте ви? Тоа се правилна игра. Веројатно не сум толку голем играч, па се враќам во мала партија. Времето ќе покаже дали одлика на СДСМ и на Иса Драгич исправи. По мене, клучната грешка која СДСМ и Бранко Црвенковски ја прават е некаде 2011 година, 1 или 1,5 месец после губењето на парламентарните избори и конгресот кој се одржа во Битола. Според мене, тој конгрес требаше да биде редовен изборен конгрес на СДСМ, кај што Бранко Црвенковски ќе побара нов 4-годишен мандат, бидејќи е политички опортуно. Вие некаде после 3 години од своето владење да добиете доверба на конгресот кој се има одржано во Битола некаде на почетокот на јули 2011 година и да треба да правите редовен конгрес некаде во мај месец 2013 година. Во политиката, во спортот и во животот, почитувани гледачи, се направени одредени изборни, спортски или секакви други циклуси кои траат 4 години. Црвенковски требаше да добие изборен циклус во трајање од 4 години, како што се 4 годишни циклусите на Олимписките игри. И некаде од таа 2011 година да има мандат до 2015 година, локалните избори да ги искористи само како одредени технички избори, кај што СДСМ би победил некаде во 15 или во 20 општини во Република Македонија, би работил одредени своји луѓе, би направил одредена кадровска, политичка и организациона база и врз таа основа подосна се прошета на следните парламентарни избори. Бидејќи анализите кои беа направени после изборите 2011 година покажа дека ако наместо тогашните 6 општини кај што на власт беше СДСМ или опозицијата беа на власт во некои 12 до 15 општини и на изборите 2011 година СДСМ убедливо ќе поразеше ВМРО ДПМН. И по мене таа е клучната грешка на Бранко Црвенковски. Тој конгрес не требаше да биде конгрес за доверба на Бранко Црвенковски, туку требаше да биде редовен изборен конгрес кој на Бранко Црвенковски требаше да му донесе нов 4-годишен мандат, во рамки на кој мандат на политички план ќе го дочекаше политичкиот крах на Никола Груевски. Пред 2 дена Филип Рикер во Брисел вели дека многу политичари во 2012 година го разочарале, бидејќи не го издржале тестот на времето. Дали мисли, бидејќи говори за балкански политичари, дали мисли Никола Груевски на Бранко Црвенковски, американците реално му се љути на Никола Груевски за клоцање на демократијата, за сите недемократски процеси. Од друга страна, па тие не крие дека се незадоволни од некои постапки на Бранко Црвенковски, например, беа незадоволни од таа коалиција која Бранко имаше направена со Велја Рамковски, да речеме, кој беше тужен за одредени американски кредити и пари. Дали Филип Рикер испрати порака до политичките лидери во Македонија дека Америка е незадоволна од нив и дека ако не најдат начин како да решат политичката криза, дека тоа може да преиде во една трајна категорија? Ја мислам дека и начинот на укажување на незадоволствата е начин на раната фаза на нивното вклучување во решавање, во процес. Ја мислам дека нашите политичари, бар по ставовите кои ми можеме јавно да ги чуеме, укажаа на тоа дека немаат капацитет домашен да ги надминат проблемите, пошто ова се реални проблеми. Ги оставија 15 дена сами, од 24 до 7-8 януари. Толку се остава, затоа што временскиот период е многу краток. И после да до изјавата заедничка европска да, и веќе поактивно се вклучуваат. И вчера, и денес, и утре, и ми такви изјави ќе имаме, но ја верувам дека нема нашите политичари да останат имуни на такви. Господин Мислијан, на Груевски американците му пратија мноштво на пораки. Беше истурка на улица во Вашингтон, не дава изјавата после средбата во Белата куќа, со Хилари Клинтон и со Џо Бајден некаде пред 2,5 години, посилна порака од тоа нема. Втора работа, првиот државник кој беше примен во официјална посета, од Европа, во официјална посета на Америка беше Бојко Борисов. Груевски се исплачи кога Бојко Борисов фати страна со грците и рече дека и Бугарија ќе ја блокира Македонија на патот кон неј и кон НАТО. Значи пораката која Бојко Борисов ја дава во однос на македонското прашање не е порака која не е усогласена со американците или со делови од таа структура. Прво, дефинитивно голема предност е што американците нас стварно не сметаат за пријателска и имаат интерес за нас. Работа која кај нас многу често премалку се цени, затоа што ти верувам, ти кажев на почеток, ние сме многу мала држава и да имаме таков сојузник е од стратешко значење. Второ, пораки ние сме добиле на милион начини, перфидни, неперфидни, директни, дека овој спор, прво, не треба да се користи или да се дигаат тензиите во внатрешната јавност врска со тоа прашање, и второ, дека треба да се надмине. Затоа што друг избор нема. Ние не може да ги смениме меанизмите ни во Европска унија ни во НАТО. И тие меанизми од друга страна не постојат ради помали држави, не постојат ради големите. Не на Америка, Франција, Германија не и треба право на вето во НАТО.
Не им треба да помали држави како нашата. Така да тој меанизам не може да, мислам, ако некој очекува или и второ ги гледаме процесите. Значи Балканот се спрема за нов Дејтон. Значи 2013 година треба да има некој нов условно речено фигуративно. Во секоја друга локација покажува спремност во за компромис. Во Србија, значи се доаѓаат гарнитури политички. Што се случи во Хрватска. Хрватска со Словенија ги договори. И со Словенија, него Хрватска предвадена Милановиќ и Дачич имаше почна судски процес и заврши судски процес за поранешен премиер. Хрватска, дел од забелешките кои ги имаше беше корупцијата во администрацијата и она отиде до тој степен да покрене судски процес кој има завршница негативно по поранешниот премиер. Тачи и Дачи се среќаваат, ја мислам дека ќе почне редовно да се среќаваат, можеби не и во Брисел, ќе почне да е поблиску негде. Во Босна направија компромиси некои кои не може да се очекуваат пред неколку години. И на крај мораше и Груевски да го остави името на маса. Компромисите, ти велам, се дел од европеизацијата на овој Балкан. Следите или ќе завршите фрлење на маргините. Да. И не може ние да не се европеизираме, а стварно да очекуваме да станеме дел од тие големи меанизми, каде што дефинитивно ни е местото, но тоа место треба да си го одработиме. Во основа, почитувани гледачи, на крајот се сведоа на тоа што се случи во Кум 3, кога Ал Пачино го губи тоа што му е најсвето. После сите политички битки, после сите политички премрежа, после сите тие силни убиства и правење на пари, ја губи својата ќерка. Во оваа ситуација, едниот или другиот, Никола Груевски или Бранко Царенковски ќе го избат најсветото, нешто што го имат. Бранко Царенковски можеби да изгуби СДСМ, а Никола Груевски да го изгуби името и да го изгуби тој ореол на најголем патриот во македонската историја. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите, се враќаме се неколку минути да одјавиме емисијата. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид, Скопје. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занает. Идали Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да проследите нашето телевизиско досие на тема една политичка криза, две политички кариери, Бранко Царенковски и Никола Груевски. Идниот петок во истото ова време ќе може да проследите новата емисија од циклусот емисии во центар. Се надевам, ако нема одредени драматични турбуленции на политичката сцена, ќе можеме да ве презентираме таа најавена ексклузивна емисија за Чернобил. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.